И покрај најавените врнежи од дожд за време на празнување на денот на трудот 1 мај, сепак повеќето од граѓаните беа храбри, го напуштија градот и заминаа на некои од околните излетнички места или во планина. Уште во раните утрински часови маркетите беа преполни со луѓе кои пазаруваа и се подготвуваа за излет. Се размислуваше и за евентуално невреме и грмежи како што се очекуваше во попладневните часови, па затоа повеќеми на граѓани уште од рано наутро се сместија на места каде што има покрив над глава. За тоа идеално место беше кај Дабот во село Бели, каде од народ, како што велат старите, немаше каде игла да се фрли. Беше преполно, а превладуваа и децата, каде секоја полјана ја користеа да играат топка. 1 мај се славеше со ракија, музика и скара. Мислам дека е добро, се убаво е, пиење, јадење, скараджијата е до мене, добра скара направи оваа година, и со другарите пинувам и така. Пивци има. Така, секоја година се собирате вака на 1 мај? Па скоро секој, кој може, секој пат дојде, кој не, по пато, натам, на Така, сите. колку сте друштва тука? Едно друштво, Добро, колку луѓе? по околу 15 души, со деца плюс 15, цел автобус. Кажи ми ти што направи скара денеска, затоа што ти си скараджија. Кара, па едно 15 кила мекце, едно јаренце подвршник го направиме убаво да биде како што треба, да си личе како што си треба. Пиење, 2 гајби ки стасат, ама порачаваме ше 2 ќе донесеме, да не ни се размане, да си биде како што треба. Скара се прави на големо, така? На големо, ептен како што треба. Ребренца, мекце, се што се следува, салати, по наши традиционално како што си личи. Да си биде на ниво. Значи, модаме да го поставиме овој празник, ден од трудот, малку забава со другарите, со друштвото, да го поставиме на наставен начин, со мала забава. Така. На времето се погоди денеска, иако метеоролозите кажуваа дека дожд ќе врне. Па сега добро, значи да продолжи и последните часови, добро до вечерните часови, да издржиме да си поставиме денот. Така. И за добра ракија, така ли? Со одлична ракија. И салата скопска. Инаку 1 мај треба да биде заеднички празник за сите земји, на кој работниците треба да манифестираат единство и солидарност во своите барања за подобрување на својата положба, затоа што тоа е денот на трудот кој произлеза од традицијата на работничкото движење. Но кај нас остана традицијата овој ден да се прославува на ваков начин, а одговора и тоа што е неработен ден и луѓето го користат за одмор и прошетка во природа.